Пожарникарите од територијалната противпожарна единица Куманово годинава интервенирале на поголем број на пожари споредбено со лани. Според командирот Дејан Илиевски, минатата година во првите 3 месеци биле регистрирани 85 интервенции, а годинава пожарникарите изгаснале 95 пожари. Симптоматично е тоа што годинава е зголемен бројот на шумските пожари кои што се повообичаени за летниот период, посочуваат надлежните. Бројката на отворен простор, пожари на отворен простор, отприлика се движи приближно иста како минатата година. Минатата година имаме во првите 3 месеци 26, оваа година имаме 29. Сега се согласувам со вас дека пожарите на отворен простор, за шумите конкретно, минатата година немавме толку. Оваа година, не знам од кои причини, имаме зголемен број на пожари, особено во Липковскиот крај. И, како што споменавте, околу 20 на хектари борова шума има опожарено и изгорено, ватар село Стрезовци. Со закон забрането е палење на било каков огин на отворен простор. Меѓутоа, како што гледаме сите, очигледно никој не се придржува до тоа. Се надеваме дека временските услови ќе ни помогнат. Инаку, што е до нас, ние даваме максимум да излеземе на терен и успешно во рамки на нашите можности да ја завршиме нашата работа. Во однос на јануари и февруари, во март бележиме помал број на такви интервенции, со оглед дека и временските услови беа подобри. Меѓутоа, да, во зимниот период тоа е за очекување. Меѓутоа, како што напоменавте, не е за очекување да во зимски услови, буквално во зимски месеци, бележиме толку интервенции на отворен простор. Меѓутоа, што е тука е, ние сме за тоа тука и ќе продолжиме да работиме. Причините што велат луѓето неблагодарно е да се калкулира и шпекулира, меѓутоа од искуство кажувам дека во 90% случаи е човечки фактор и намерно палење на отворен простор. Според важечките закони за ваквите негативни појави предвидени се големи казни, почнувајќи од 50 евра за фрлање и оставање отпад, па до неколку илјади евра за предизвикување на пожар, како и покренување на постапка за сторено кривично дело. Доколку било кој се однесува спротивно на законите и намерно или од крајно невнимание предизвика пожар со што ќе нанесе штета на физички или правни лица, должен е покрај глобата што ќе ја плати во прекршочната постапка да ја надомести и предизвиканата штета.